Животот со алкохол е пекол. Ако имате алкохоличар дома, трпи целото семејство. Јас еве веќе 11 години редовно го посетувам клубот Методија Николовски Мец. Доколку не постоеше овој клуб, не знам каде ќе бев сега. Вака ја започнува својата животна приказна председателот на клубот за лекувани алкохоличари од Прилеп, Стојан Мечев, кој веќе 2 години се наоѓа на оваа позиција. Инаку, благодарение на овој клуб, членовите од овој клуб ме мотивираа да ме убедија да стапам во абстиненција, дека имам проблеми со алкохол. Така ме убедија горе во невропсихијатриското одделение каде ме примија терапевтите. Таму поминав 10 дена и благодарение на овој клуб до ден денеска редовно го посетувам и еве чест ми е што го представува. Да не беше овој клуб, можеби ќе си продолжев истиот пат, како претходно. Како е пат претходно? Тоа е пат пекол. Тешко е. Се знае едно семејство кај што има алкохоличар како изгледа, како би било дома, деца, жена, како би трпеле. Утре клубот одбележува 40 години од своето постоење. Формиран е на 29 ноември 1978 и го формира примариус доктор Методија Николовски Мец, кој започнал да работи со неколку лица кои што имале проблем со алкохолот, и тоа по програмата на професорот Худонин. Клубот е еден од најстарите во Македонија. За 40 години низ овој клуб поминале над 3600 граѓани кои што имале проблем со алкохолот и после болничкото лекување продолжиле тука да ја одржуваат својата абстиненција. Во клубот моментално има 60 на членови. Во Македонија има неколку вакви клубови, во Скопје, во Прилеп, Битолскиот кој се наоѓа во состав на клиничката болница и едно истурено одделение во Неготино. Најстариот член на клубот, Ташко Причков, тука доаѓа од 1984 година. Се потсетува на времето како започнал да доаѓа во клубот. И самиот бев свесен дека сум еден од многу тежок зависник од алкохол. И пред да се сретнеме со доктор Методија Николовски, јас размислувајќи во кафаната, каде што пиев, размислувајќи како да се спасам од алкохол. Размислував да се оженам некако, че барав некој, размислував како да се спасам. А не знаејќи дека постои, има шанси да се спасам, да се лекува ова тешка болест. Излегувајќи од кафаната, баш пред рибниот ресторант, близина на рибниот ресторант, ме стретна доктор Методија Николовски, кој јас тогаш не го познав, али тој скоро сите што беа алкохоличари околу градот, имаше некое сознание. Ги познаваше и по фаца, ги познаваше дека кој и ме застана дали може да разговараме. Да, реков јас. Вели јас сум тој ми кажа дека сум доктор, дали имаш проблем со алкохол? Јас слободно му кажав, да, реков, имам и то голем проблем со алкохол. Дали сакаш да се лечиш, да се спасиш? Сакам, како не, и баш му кажа дека размислував како да се откажам од пијањето. Така појдов на одделение, и закажа да одма да појдам на одделение, наредниот ден, и така почна со абстиненција. Петре Стевановски, кој 25 години е абстинент и кој напишал и книга за сето она што еден алкохоличар го доживува. Книгата се вика "Без алкохол здрав живот". Вели дека младите денес се повеќе стануваат зависници од алкохолот. Бројките биле фрапантни. Овој клуб тежи покрај абстинентите да ги одржи во абстиненција што подолга и без рецидиви. Уште поголема борба води со едукација кај младите, кај младата популација, одржава со тоа што навистина е застрашувачки овој пораст на алкохолизмот кај младата популација. Некогаш младите почувале од 14 години со алкохолот да се дружат, а денес е таа граница поместена на 12 години. Тоа значи дека навистина е застрашувачки бројот кој расти од ден на ден се поќе во младата популација.
За жал, не се доволно едуцирани младите да сватат дека алкохолизмот е порок, дека алкохолизмот е болест и дека треба да се лечат. За нив е несватливо да почнат да се лечат. Несватливо е да појдат во друштво на некоја прослава, на некој журки, на некој свадби или прослави било каде, без алкохол. Тие едноставно го прифаќаат алкохол како прв и најверен другар, наместо да го прифатат како порок и болест. Клубот моментално функционирал на волонтерска основа со 50 денари месечна членарина. Специјалистот по медицинска психологија Јован Велески, кој работи како терапевт во клубот, им помага на овие луѓе. Вели дека државата пред се треба да одделува многу повеќе средства за овие клубови. Со тоа ќе се заштеделе многу пари кои сега фондот ги дава за лекување на лицата кои што имаат проблем со алкохолот. Финансирањето треба да се одвива бидејќи бројот на зависници од алкохол во држава надминува над 83.000. Не е покриен женски алкохолизам, затоа што тоа е една категорија која што допрва ќе доаѓа, ќе прави проблем во Македонија и генерално може да се сублимира таа проблематика преку овие клубови. Значи, доколку се формираат и женски клубови, паралелни клубови кои што и клубови на жртви од алкохолот. Значи, на членови на семејство кој има алкохоличар, затоа што семејното насилство во 90% и фазла од случаевите предизвикано поради алкохолизам. Еден болнички ден за еден алкохоличар кошта 2400 денари. Ако лежи најмалце 2 недели, тоа се 15 дена. Значи, можете да видите дека околу 30.000 денари од прилика 30.000 денари ќе кошта едно лечење. Овде капацитетот на клубот се одвива со минимални 50 денари членарина и се одржува абстиненцијата затоа што техниките и мрежата е разработена. Значи, се замислете ако имаме 10 алкохоличари кои што лежат во болница, тоа се од прилика 5.000 евра се на штета на фондот и на штета на болницата. На тој начин се заштедува преку работата на клубот со оваа посета. Исто така Велески вели дека клубот функционирал со тоа што медицинскиот кадар од невропсихијатриското одделение од општата болница во Прилеп волонтирал тука, но потребно било ваквите клубови да имаат вработен постојан персонал кој што ќе им помага на зависниците. Кога има професионализам, работата е на повисоко ниво. Значи, ако има вработено професионалец тука, сигурно дека таа работа ќе функционира многу по-продуктивно, ќе има повеќе ангажмани околу работата, ќе има професионална агенда и јас сметам дека во Македонија би требало секој град, секоја општина на терет на буџетот на општината да си запосли свое стручно лице кое ќе се занимава со оваа проблематика во соработка со медицинските центри и центри за социјална работа. Клубот често пати го посетуваат и студенти на волонтерска основа. Еден од нив е и Натали Здравеска, студент на психологија, која вели дека има голем број нејзини врсници кои што конзумираат алкохол во големи количини. Преку абстинентите и психотерапевтите одржани се доста предавања, како на мојот факултет, така и на другите, само со цел да пробудиме свеста кај младите лица. Се надеваме според сите овие докази, според сите овие практичности што ги гледаме тука кај абстинентите, дека ќе доловиме добар дел да му докажеме дека е голема проблематика и дека така лесно се може да се помини. Да, сега според тоа што сум на границата да студирам како психолог, а и воедно да излегувам, да имам ноќен живот, мислам дека е во голема количина. И дека јас влажувам да се разбуди свеста кај помладите. Утре е денот кога клубот ќе наполни 4 децении. За ова време спасени се многу животи. Доколку не би постоел овој клуб, голем број семејства досега би били растурени.
Токму затоа, државата и општината се должни по секоја цена да им помогнат на зависниците и на абстинентите и тие да имаат нормален живот. Потребна е итна финансиска поддршка на клубот и вработување на стручни лица.